إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد. Благодарноста му припаѓа на Господарот на световите Аллах субханаху ва та'ала, силен и мудар, благ и милослив, кој што ги створил 7 ката на земјата и небесата на совршен начин без недостатоци. За ова ни сведочи во Кур'ан, ни вели: "Аллади халаqa sab'a samawati tibaqa ma tara fi khalqi ar-rahmani min tafawut." Оној кој ги создаде 7 ката на небесата едни на други и не можеш да видиш во креацијата на милостливиот никаков недостаток. Драги почитувани браќа, ценети сестри, Аллах субханаху ва та'ала го створил овој универзиум, а во овој универзиум ја избрал оваа дунја, а во оваа дунја го избрал човекот, а во човекот го одбрал срцето. Па секој од нас нека погледа во своето срце, нека погледа во тоа парче месо и нека се запраша дали отчукува за својот створител, дали тука се наоѓа љубовта кон Аллах субхана. За да го засакаме Аллах субхану ва та'ала, мора прво да го запознаеме, а најдобро ќе го запознаеме преку неговите створенија. Доволно е за човек кој има срце и разум да размисли и да се запраша. Кога ќе погледне во таа планина, кој ја створи оваа планина? Аллах субхану ва та'ала. Што ли има во таа планина? Кој знае? Аллах субхану ва та'ала. Кога ќе погледне во тој океан и во тоа море, кој ли ги створи тие огромни гигантски пространства? Аллах субхану ва та'ала. Размислете само еден кит, 40 тона тежок. Највисокото место во оваа земја, највисокиот врв Монт Еверест, 8848 надморска висина. Реката Нил, 6727 километри долга. И сите овие огромни пространства се само во оваа дунја. А што ли има во небесата нагоре? Аллах субхану ва та'ала ни кажува во еден курански ајет и ни вели: وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ. Вели, и ние ви ја украсивме првата небеса со звездие. Кога ќе погледнеме во небесата, кога ќе видиме тај одблесок на таа звезда, да размислиме, 100 пати најмалку е поголема од цела оваа земјина топка. И таа светлина што ја гледаме е одблесок на звездата која тргнала пред 5 милиони светлосни години, а една светлосна година се движи со брзина од 300.000 километри во една секунда. Кои огромни големини се овие? Волуменот на Сонцето, замислете, 1.392.000 километри. Значи 1.300.000 земјени топки собира во целото Сонце. И дали Сонцето е најголемата звезда? Не. Замислете, има звезда по име Делта Ориос, која е поголема 50 пати од Сонцето. Има звезда по име Вега, која е 57 пати посјајна од Сонцето. Има друга звезда по име Денеп,
145 пати поголема од сонцето, а 200.000 пати посјајна. И секоја секунда сонцето произведува повеќе енергија отколку целото човештво од почетокот па се до ден денес. Кои ли се само овие огромни големини? И сето ова замислете само во првата небеса. А што ли Аллах субхану ва таала створил во втората, во третата небеса? Не известува Мухамед салаллаху алейхи ве селем, вели, односот на првата небеса према втората небеса е како да фрлиш алка во пустина. Колку е една огромна пустина, замислете, една алка колку е мала. Вака е вика односот. Ако сите овие галаксии, сите овие звезди, сите овие огромни површини и созвездија се само во првата небеса, што ли има во втората небеса? А милиони вакви звезди требаат за да сочинат една галаксија. Колку ли само милиони галаксии постојат, кои ние се уште не може ни да размислиме за нив. И сите овие 7 ката на небеса во однос на курси, се вика Мухамед ﷺ, исто како да фрлиш една алка во пустина. И исто така, односот на курси према арш е како да фрлиш алка во пустина, исто така. Вели Аллах субхану ва таала: وَالَّذِينَ يَحْمِلُونَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ. Оние кои го носат аршот на Аллах субхану ва таала постојано го возвишуваат и го слават Аллах субхану ва таала. Во друг курански ајат ни вели: وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ حَافِّينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ. И ги гледаш мелеците како кружат околу аршот на Аллах субхану ва таала, постојано славајки го. Аллах субхану ва таала не прашува во друг курански ајат ни вели: قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. Кој е онај кој ви дава ризк од земјата и небесата? أَمَّنْ يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ. И кој е онај во чие власништво се слухот и видот? وَمَنْ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَنْ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ فَسَيَقُولُنَّ اللَّهُ. И кој е онај кој го вади живото од мртвото и го вади мртвото од живото? И кој управува со се? Ке речат Аллах субхану ва таала. فَذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمُ الْحَقَّ. Тоа е вашиот вистински господар Аллах субхану ва таала. Па кого освен него ќе обожавате? Зарем нема да го сакате вашиот господар Аллах субханаху ва таала, кој не е зависен од нашиот ибадет? Аллах субхану ва таала има такви мелеци кои од кога се створени па до судниот ден постојано се на сежде, постојано се на руку, постојано се на қијам и постојано го величаат Аллах субхану ва таала. وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ. Нема нешто на земјата, ниту на небесата, а да не го велича Аллах субханаху ва таала. Аллах субханаху ва таала е независен од нашиот ибадет. Ни вели во еден курански ајат: وَإِن تَكْفُرُوا أَنْتُمْ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا فَإِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ حَمِيدٌ. И ако сите вие и сите оние кои се на земјата не веруваат во Аллах субханаху ва таала и му се непокорни, па навистина Аллах субханаху ва таала е богат и за благодарност достоен. Ни вели во еден хадис кудси Аллах субханаху ва таала го пренесува Абу ذر радијаллаху анху, ни вели: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملك شيئا. Вели: о мои робови, кога и првиот од вас и последниот од вас, и кога и сите луѓе и сите џинови би биле како на најпобожното срце на еден од вас, тоа ништо не би изголемило во моето богатство. وَلَوْ أَنَّ أَوَّلَكُمْ وَآخِرَكُمْ. И кога првиот од вас и последниот од вас и сите луѓе и кога сите џинови би биле على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملك شيئا. Вика, и кога би биле сите овие како најлошото срце на најневерничкиот човек на оваа дуња, вели тоа не би ми наштетило ништо во моето богатство. Потоа продолжува и ни вели: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في سعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك مما عندي
illa kema yanqusul mihjatu idha udkhila al-bahra. Вели, кога и првиот од вас и последниот од вас, кога и сите луѓе и сите джинови би станале во ист момент и би правеле дова и би барале од мене, и кога на сите би му дал се што би побарале, вели не би ми намалило од моето богатство ништо, како што иглата која ќе ја потопиш во океан, која ќе извадиш, ништо не намалило од големината на тој океан. Му дадовме вредност на оваа дунја, му дадовме вредност на краљевите, на луксузот, а го заборавивме Аллах субхану ва таала, го заборавивме владарот на судниот ден и го заборавивме вистинскиот власник на целото богатство. Го заборавивме оној кој никогаш не те остава и кога сите ќе се откажат од тебе, оној кој го слуша секој глас, оној кој ги знае сите тајни. И кој е тој кој ќе ви даде риск ако Аллах субхану ва таала го сопре својот риск? И кој е тој кој ќе ви даде вода ако Аллах субхану ва таала сака да ви ја сопре? Секој ден морињата, океаните прават дова: ја Аллах, дозволи ни да излеземе од нашите корита, да го потопиме овој народ невернички. Небесата прави дова: ја Аллах, дозволи ми да го подклопам овој народ кој е непокорен на твоите наредби. Земјата прави дова: ја Аллах, дозволи ми да се распукам и да се отворам, да го проголтам овој народ невернички. Видете го одговорот на милостливиот Господар и покрај својата моќ и покрај својата големина вели: тие се моите робови, тоа се моите робови. Не се одрекува од нив, не се дистанцира од нив, дури од најголемите грешници. И вели во Куран: قُلْ يَا عِبَادِ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ. Кажи: о мои робови, видите како му се обраќа. Повторно вика: о мои робови, о вие кои сте се огрешиле према себе си, не губете надеж во Аллаховата милост. Навистина Аллах субхану ва таала ги опростува сите гревови. И како да не го сакаме Господарот наш, кој е помилослив кон својот роб и од мајката према своето дете. Еден ден Расулуллах салаллаху алейхи ва селем се враќа од едно свое патување заедно со асхабите и гледаат како една мајка во паника, во страв, плачејки, збунета го бара своето загубено дете. А од другата страна и детето плаче по својата мајка. Па наедна се сретнуваат и силно го загрнува своето дете. Во тој момент почнува силно да плаче. Заплака и асхабите. Расулуллах салаллаху алейхи ва селем се свртил према асхабите и прашал: етарауна хадихил мар'a тарихатен валадаха финнар? Што мислите? Може ли оваа жена да го сфрли своето дете во оган? Асхабите рекле: ла ја Расулуллах, не, о Аллахов посланик. Па Мухамед саллаллаху алейхи ва селем рекол: валлаху архаму би ибадихи мин хадихил мар'a би валадиха. Вели: валлахи, Аллах субхану ва таала е помилостлив на своите робови отколку оваа жена према своето дете. Аллах субханаху ва таала има 100 милости, од кои само една ја спуштил на оваа земја. И со таа милост мајката го сака своето дете. Со таа милост дури и животното е сочувствително кон своето младенче и ја крева ногата од страв да не го згазни своето младенче, новороденче. А 99 милости ги оставил на судниот ден за своите робови. И замислете, на судниот ден Аллах субханаху ва таала ќе го повика секој од нас сам со Аллах субханаху ва таала и ќе го подсети на своите гревови, ќе му речи: ја абди, етذкуру јаумен фаалте кеда ва кеда. Ќе рече: о мој робу, се сеќаваш ли на денот кога го направи тој и тој грев? Ќе речи: да, ја Рабби. Во страв, во понизност, во страм да не излезе неговиот грев на виделина, да не го разберат сите луѓе. Во страв од Аллах субхану силно ќе се покае. Ќе речи: да, ја Рабби, се сеќавам. Потоа Аллах субхану таала ќе го потсети со друг грев: о мој робу, се сеќаваш ли тој и тој ден кога го направи тој и тој грев? Робот повторно со главата наведната
во страхопочет кон Аллах субхану таала, силно ќе се кае, ќе рече да, ја Рабби, се сеќавам. И во голема страф во тој момент, да не излезе неговиот греф на површина, ќе рече да, ја Рабби, се сеќавам. Во тој момент Аллах субхану таала ќе му каже: فإني سترتها عليك في الدنيا وإني أغفرها عليك اليوم. Ќе рече: о мој робу, јас ти го покрив тој греф во дунја, не дозволив да го дознаат твојот срам, а на овој ден јас ти опростувам. Аллаху акбар. И како да не го сакаме нашиот Господар. Замислете колку е милостив кон нас, колку грешиме секојдневно и покрај сите наши грешки и гревови кои ги правиме према Аллах субхану таала, нашиот срам не го вади на виделина. Едно од имињата на Аллах субхану таала е Сеттар, онај кој ги покрива гревовите, онај кој го покрива својот роб. Замислете, Аллах субхану таала спушта од небесата кон нас своите благодати, а ние му враќаме кон небесата со навешите гревови и непокорност. И како да не го сакаме Аллах субхану таала, кога мелеците сакат да запишуваат греф кој сме го направиле, му вели: оставете го мојот роб, може би ќе се покае, може би ќе се врати кај Аллах субхану таала. Затоа секогаш да се трудиме да живееме живот за Аллах субхану таала, да биде задоволен од нас, да го бараме задоволството на Аллах субхану таала, да се вратиме на Аллах субхану таала, затоа што Аллах го прима покајанието од својот роб и повеќе се радува околку што некој од нас, кога би бил во пустина и ја чека смртта и ја изгуби својата храна и вода, па наеднаш ќе му се вратат. Колку ќе биде радосен, затоа што му се враќа нова прилика за нов живот. Аллах субхану таала е уште порадосен на својот роб, на покајанието од својот роб, него ли човекот кога ќе се врати во понов живот. Нема да бидеме искрени верници се додека не го сакаме за Аллах субхану таала и не го дадеме за Аллах субхану таала она што најповеќе го сакаме. Видете, Улбе ибн Зейд, еден асхаб по име Улбе ибн Зейд, денот на Тебук, Расулуллах салаллаху алейхи ва селем викна: секој од вас, кој колку што може да даде на Аллаховиот пат, секој кој колку можел донесол. Ебу Бекр ради Аллаху ан го донесол цело своје богатство. Омер ибн Хаттаб полу од своето богатство. Делел, рекол: ова за мене, ова за Аллах субхану таала. Секој од асхабите донесол. Меѓутоа овој асхаб, Улбе ибн Зейд, бил доста сиромав. Со насолзени очи, наведната глава се вратил дома. Силно почнал да плаче. Цела ноќ плачел, ги кренал рацете кон небесата. Рекол: ја Аллах, ти знаеш дека јас немам што да дадам на твојот пат. И размислува долго што може да даде како садака. Па рекол: ја Рабби, јас навистина немам богатство кој можам да го дадам во твојот пат. Меѓутоа, биди ми сведок дека ја давам мојата чест како садака секој онај кој зборувал за мене, секој онај кој ме повредил, кој ми ја згазил мојата чест, кој ми зборувал зад грб, секој онај кој ми правил гибет, јас му правам халал и тоа нека биде мојата садака, ја Рабби. Другиот ден излегуваат на сабах намаз. Расулуллах салаллаху алейхи ва селем станува и прашува: кој синоќа даде садака својата чест и му направи халал на своите браќа? Сите кјутат. Повторно праша Расулуллах салаллаху алейхи ва селем, станува Улбе ибн Зейд, рекол: јас, ја Расулуллах. Расулуллах салаллаху алейхи ва селем му рекол: Аллах субхану ва таала ја примил твојата садака вчера. Аллах субхану ва таала ја примил твојата садака, синоќе. Дојде Џибрил алейхи салату ва селам и ме извеси дека Аллах субхану ва таала од над 7 ката на небеса ја прими твојата садака. Аллаху акбар. Затоа кога човек дава нешто искрено за Аллах субхану ва таала, тоа го прави само за лицето на Аллах субхану ва таала.
и не очекува фала од никого, освен награда од Аллах субхану ва таала. А вели Мухаммед салаллаху алейхи ва салем: "Вас-садакату тутфиул хатијата кема јутфиул маъу нара." Вели садаката, вели го гасни гревот како што водата го гасни огнот. И ја спречува казната Аллахова, ја предизвикува милоста Аллахова. Затоа секој од нас да се потруди колку што може да помогне Аллаховиот дин, затоа што Аллах субхану таала ветил: "Ин тансуруллаха јансуркум ва јутhabбит aqdamakum." Ако вие го подпомогнете Аллах субхану таала, и Аллах субхану таала ќе ве подпомогне вас. Јас го молам Аллах субхану таала да не направи искрени верници од оние кои искрено ќе го поминиме овај краток и лажен минлив дуњалок во покорност на Аллах субхану ва таала, барајќи го задоволството на Аллах субхану ва таала. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.